Господин Алексов, на Граѓанската асоциација МОСТ ова не и се први избори, нема да бидат ни последни. Од вашето искуство до сега, гледајќи ја предизборната кампања за предстојните претседателски избори, кој е генералниот заклучок? Каква кампања се води? Вака, тоа што можеме да го забележиме на база на 106 извештаи од наблюдување на кампањата од нашите 28 регионални координатори кои што ги покриваат сите општини во Република Македонија, односно целата територија на државата, може да се забележи дека кампањата за претседателските избори, што треба да се случат за 2 дена или задутре, се одвиваше претежно со непосредни средби со граѓани, значи и едниот и другиот кандидат, избегнувајќи при тоа големи и масовни митинзи, како што да речеме бевме сведоци на такво нешто во минатото. Исто така многу е застапено и одењето од врата до врата, не толку на кандидатите, колку на општинските структури во рамките на политичките партии. Еден генерален заклучок е дека има и настани кои што таргетираат поголем број на луѓе, односно еве да кажеме партиски митинзи. На тие партиски митинзи учествуваат кандидатите со различни, да речеме, стилови и пораки. Меѓутоа, очигледно е дека се доста активни на терен, има доста настани, што до денешен ден имаме 106 извештаи. Сега, околу оние недоследности и нерегуларности кои што Граѓанската асоциација МОСТ ги нотира, да кажеме, на секој избори и затоа аргументирано ја известува јавноста, имаме овој пат, значи нови избори, е далеку позабележително учеството на малолетници и на деца на тие поголеми настани. Практично и нема извештај од било која од политичките партии во кои што нашите наблюдувачи немаат нотирано учество на деца и малолетници на таквите настани. А за кои политички партии? Збориме за сите сега, значи овие 4 кои што имаат кандидати, од сите 4 макар поеднаш, ако не и повеќе, имаме информација дека малолетници учествувале во на нивните партиски митинзи, односно на обраќањата на претседателите. Ако е тоа еден од моментите. Исто така имаме забележано и злоупотреба на државни ресурси во форма на возила, претежно на јавните предпријатија. Такво нешто имаме забележано во Кочани, во село Блешево, имаме забележано во Охрид и во Струга, исто така во Битола и во Демирхисар. Значи, тоа се јавните предпријатија, претежно општинските јавни предпријатија, кои што ги употребуваат своите возила за ваква намена. Тоа што исто така интересно да се нотира е и значи партиски знамења низ целата држава, посебно во источниот дел од државата. Наши наблюдувачи имаат забележано значи поставување на партиски знамења на бандери и на останати работи кои што не се кои што се опфатени како места каде што не треба да се промовира партијата од страна на владеачката партија, конкретно значи во Штип и во Облешево и Чешиново. Добро, релевантните институции запознаени ли се со овој проблем или треба некој да преземе одговорност? Значи, Државната изборна комисија реагира на врз база на приговор или представка која што ја поднесуваат учесниците во изборниот процес. Како што можевме да видиме, Државната изборна комисија реагираше на еден таков момент, како што е, например, моментот со предремениот почеток на изборната кампања од страна на актуелниот председател Ѓорги Иванов и иницираше постапка. Добро е што е постапката иницирана и добро е што ние ќе имаме можност да го проследиме тоа до крај и да видиме каков епилог ќе има од сето тоа. Добро, сега клучниот проблем кој што се јавува е избирачкиот список. Недоследности и нерегуларности, значи во Државната изборна комисија имаше представки од ДУИ кои што беа отфрлени за фантомски гласачи, имаше и од СДСМ и нивната представка беше отфрлена. За каков избирачки список он тогаш зборува? Значи, тоа е непрочистен избирачки список во кој што повторно ќе ги има гласачите отпуснати. Па,
Граѓанската асоциација МОСТ не го поседува избирачкиот список. Значи, ние го наблюдуваме процесот и во рамките на работната група и во рамките на избориве. Значи, тоа е веќе наназад цел еден период. Една битна работа поврзана со избирачкиот список е дека сите партии се сложија дека методологијата која што ја предложи експертот од ОПСЕ, значи на последната работна група која што се случи во декември и го презентираше пред целата јавност неговиот извештај со сите пронајдоци поврзани со избирачкиот список, значи момент во кој што предлага теренска проверка на избирачкиот список за да се утврдат методолошки и научно сите аномалии во избирачкиот список, а потоа да се пристапи кон законско прочистување на истиот. Далеку сме уште од било какви констатации. Во оваа фаза сето тоа може само паушално да го кажуваме, а МОСТ не дава паушални изјави. Тоа што ние го следиме во целиот овој период, во сите овие години наназад, е дека тој избирачки список е причина за меѓусебни обвинувања, постојани, само во предизборието. И секогаш во предизборието. Никогаш во неизборна година политичките партии не дошле до консензус истиот да биде прочистен. Ова одговорно го тврдиме. Меѓутоа, ако веќе сакаме тој избирачки список еднаш за секогаш да биде затворен како поглавје во Република Македонија, прво и основно што треба граѓаните и политичките партии да добијат е точен протокол за тоа како чекор по чекор се ажурира избирачкиот список. Такво нешто, и ако инсистиравме на тоа во рамките на работната група, го добивме како документ, меѓутоа само во процесот на административната проверка која што се правеше, а не и како еден вид, ако сакате, па и на подзаконски акт, кој што ќе се следи и нам ќе ни даде рамка во која што ќе видиме на крајот, доколку има некаков проблем, која институција е одговорна за тоа, бидејќи избирачкиот список не е само, можеме технички да констатираме дека е во надлежност на Државната изборна комисија. Додека не се утврдат вистинските аномалии во избирачкиот список, се друго, значи ние можеме сите да констатираме и вакви проблеми и такви проблеми, меѓутоа МОСТ го нема избирачкиот список и не може да коментира по тие прашања. Рековте дека нема да давате паушални изјави. Да. Во делот на црната кампања, низ искуството на МОСТ до сега, како се одвиваше барем во оваа кампања на претседателските избори, на кандидатите? Значи, низ вашето искуство, црната кампања беше доста застапена сега или не беше? Повака. Класична црна кампања немаше. Црната кампања се случи месеци пред избори. Со сите оние билборди кои што имавме можност да ги гледаме, посебно во главниот град во Република Македонија, постоеше црна кампања која што не го тангира и не го таргетира моментот поврзан со изборите, бидејќи процесите се уште не беа отпочнати, туку повеќе се однесува на политички маркетинг. Тоа е тоа што сите ќе го слушнете од сите страни. Демократскиот капацитет и демократската култура во Република Македонија е на тоа ниво да во оваа фаза не можеме да разговараме за етика и морал. Чекувате ли фери демократски? Значи, на 2 дена пред избори никогаш не сме ги кажувале нашите очекувања и не сме го коментирале изборниот ден. Нема 2 исти изборни дена. Ќе го задржиме правото тоа да го кажеме во понеделник.